give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Една од нашите најконтраверзни манекенки, Александра Накова, ја раскина долгата врска со бизнисменот од Неготино Љупчо Пецов, односно со прекар ѓаволот. Наши извори велат дека тој го оставил автомобилот што ја го купил, ама и го зел клучот од апартманот на Водно. Александра Накова беше првата учесничка во реалното шоу Survival. Кога заврши шоуто, Накова се врати видно ослабена. Па тогаш се шпекулираше дека фатила ретка бактерија. Таа ги демантираше овие гласини и тогаш изјави дека намерно ослабела зашто имала во план да направи интернационална кариера. Тоа до ден денешен не се случи. Во меѓувреме, таа се омажи со кошаркарот Никола Гајдајџиев и ја роди ќерката Леа. По кус, но бурен брак, двојката се раздели со договор малечката Леа да ја чуваат двајцата родители. Причина за разводот била болната љубомора на кошаркарот кој често кревал рака на Накова. Дури се шпекулираше дека Гајдајџиев и забранил да учествува во финалето на Танцот со звездите. Чаршијата шпекулираше дека љубоморниот кошаркар една недела пред финалето брутално ја истепал манекенката, па дури ја повредил ногата. Откако се разведе, згодната гевгеличанка се почасти со силиконски гради, ја напумпа устата и комплетно го смени имиџот. Неодамна таа во Скопје се дружеше со српската старлета Сораја. Александра Накова беше мета на многу богати мажи, кои сакаа да ја имаат во нивно присуство. Таа се откажа од манекенските писти, се врати во родната Гевгелија, но остана мистеријата од што живее Накова и како и успева да живее на висока нога. Just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. You see me in the spotlight.